Ванга Номовски. Започнуваме од оваа соба, заради тоа што при подготовка на секоја ретроспективна изложба, поставувањето на самата изложба многу зависи од просторот, се разбира, нели, кој што е даден, а секоја изложба е различна. Во оваа просторија може да ги видите едни од најраните дела на авторот, тоа се неговите средношколски и малку подоцнежни дела, и позади мене може да ги видите макетите за неговите вили. Значи тоа се рани 50-ти години и архитектурата, овој тип на органска архитектура, сега да малку нескромно да кажеме дека е уште многу пред времето на Заха Хадид или сличниот од таа школа. Ќе продолжиме понатаму, а потоа може да ги разгледате подобро. Вообичаено историјата на уметност налага да биде смесен во некои временски рамки, односно историски рамки. Местото на Ванга Номовски во историјата на македонската ликовна уметност е многу специфично, затоа што тој е првиот наивец на просторот на Македонија. Всушност, така и започнува неговата кариера, затоа што е тој откриен како наивен уметник. Тој епитет наивен уметник стои некаде на маргините на она што класично се нарекува наивна уметност, затоа што повеќе навлегува кон фантастичното и надреалното. Именно тој нема формално ликовно образование. Уште во неговата приказна е многу романтичарска, да кажеме. Уште по основно училиште морал да го напушти училиштето заради екзистенцијални причини, потекнува од многу сиромашно семејство и уште второ, трето одделение морал да го напушти училиштето. И потоа според работа од најразлични работи, од градинар до колар, до зидар, се што не можело да се замисли за да екзистира. И по некоја случајност, после Втората светска војна, во која што тој учествувал и покажал талент за цртање, тој се запишува малку подоцна, во повозрастни години, во средно уметничко училиште, каде што уште во втората година е избркан заради неталентираност. Мислам, од овие првичните дела кои што веќе можете да ги видите, можете да заклучите колку тој бил неталентиран, меѓутоа тоа не го обезградува, не се враќа повторно во Охрид, каде што всушност го поминува целиот негов живот и продолжува да работи. Најпрво тоа се може да ги видите, тоа се дела кои што се со фигури кои што вистина се рудиментирани, фигури во интериер, потоа фантастични фигури. Прво, првичните дела асоцираат веројатно на Руссо, меѓутоа се ослободила подоцна од тие влијанија, меѓутоа она што неговото окружување многу влијае врз она што го работи, а тоа е вегетацијата земна и подводна вегетација од Охридското езеро. Ова се едни од многу ретките примери кои што за жал многу малку имаме на Македонија. Од овој период многу дела има по Хрватска, во Музеот на наивна уметност. Хрватите се неверојатно големи почитувачи на делото на Ванга Номовски. Ова
се две дела кои што се наоѓаат во Националната установа Центар за култура Антон Панов од Струмица. Струмичката ликовна колонија иначе започнува како колонија на наивна уметност и ова е следното дело е од собствениците, од семејството. Меѓутоа исклучително ретки примери кои што многу малку може да се најдат при нас. И тука може да се забележи неговото чувство за просторност, неговото и воедно и чувството за детали. И ова се, ето така да кажеме, неговите најнаивни дела. Ходот на, ете како што може да се забележи од овие примери и од примерите на студиен език, тој се инспирира доста и од локалната традиција. Меѓутоа, не во смисла на директно пренесување на традиционални елементи, освен во таму интериерните представи. Тука има разни примери од македонската народна поезија, кој што ги пренесува вистина во фантастичен начин. Ова е едно од ретките примери кој што малку одскокнува од она што може да се нарече наива, меѓутоа бидејќи и вистина само неколку има уште едно дело што се наоѓа во Народна банка и ова е од собственост на Националната галерија на Македонија, бидејќи сметам дека стилот негов наликува на може би некој од другите сликари веднаш престанал, бидејќи постојано би во потрага на својот собствен израз. Може да продолжиме, ако имате некои прашања, слободно прашувајте. До 60-тите години, тоа се пак била во помалога. Имам изложба по музејот за современа уметност и тоа всушност е припадено од неговите професори кои што во прв период во универзитетот никаде не е нас. Всушност е негов обратен пример дека прво станува познат надвор од границите на Северна Југославија и е вклучен во сите експозитивни изложби приклади на наивната уметност, кои што биле представувани надвор. Така што, ете, повторно ги потенцирам дека е некоја исклучително не баш вообичаена приказка за развој на еден уметник. Овде во оваа сала стилски, ете, имаме методологски, не хронолошки следот, бидејќи тој со цртеж се занимава во текот на целото негово творештво, меѓутоа естетски ќе видите и понатаму цртежите ги изброивме во посебен дел. Сега неговите цртежи се одликуваат повторно со неговиот препознатив стил. Во тие таму позади што се можете да забележите дека тој бил и многу добар портретист, иако тоа не било во домен на неговиот интерес и било чисто патриотско умено, меѓутоа повеќе примери се гледа дека не го недостатувало образование и талент. Самите цртежи доминантно се работени во туш и фломастерна хартија. И според делот овие цртежи, понатаму се правени графики, меѓутоа сите цртежи кои што се изложени тука се оригинални дел. Понекогаш, како во овие примери, внесува и видео, но се доминантно црно-бели.